Добар ден, почитувани, започуване новото издание на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Акутниот гастроентероколитис, односно диарејата кај децата, е чест проблем во првите години од животот, особено во првите 3. Се карактеризира со воденести чести столици повеќе од 3 во текот на 24 часа. Каков треба да биде третманот кај децата кои што имаат пролив? Дали треба да им се дават лекови против повраќање доколку се соочуваат и со таков проблем? На каков начин се утврдува дали се дехидрирани или не и дали треба да бидат ставени на посебен режим на исхрана, односно на диета. За сето ова, но и многу повеќе, од разговорот со денешната гостинка, професор доктор Стефка Грујовска, специјалист гастроентерохепатолог, нормално педијатар за деца. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Споменав уште во најавата дека една од карактеристиките на гастроентероколитот, односно честите проливи кај децата се воденести столици. Дали се тоа единствените симптоми, дали децата може да имат и температура, да повраќат? Како изгледа клиничката слика? Па, прилично е шаренолика клиничката слика од неколку кратни повраќања во текот на денот, од неколку столици течни со потечна конзистенција во текот на 24 часа, до профузни повраќања, до бројни столици во текот на 24 часа, покачена телесна температура, прострација, адинамија, значи различна клиничка слика што во прв ред зависи од возраста на детето и од предизвикувачот на акутниот гастроентероколит или диареја. Она што сакам да го истакнам дека е значајна патологија во светски размери, има бројки во светот дека годишно се опишуваат околу 5 милиарди случаи, епизоди на гастроентероколит кај деца, особено деца по 3 годишна возраст, и при тоа има и 2 милиони на смртни случаи секаде во светот во детска возраст предизвикани од оваа кондиција. Се разбира, тука се опфатени и неразвиените земји каде што и нема лекарска помош. Овој број бил многу поголем пред да се измислат, да речам, пред да се пронајдат оралните рехидратациони раствори, или тоа се раствори кои содржат електролити во извесен однос натриум, калиум, бикарбонати и гликоза и кои знатно ја намалуваат тежината на клиничката слика или што би рекле медицински го намалуваат морбидитетот кај децата, односно го намалуваат при тоа и морталитетот. Има податоци во земите каде што осигурителните компании прават проценка на тоа колку чини лекувањето, колку долго трае лекувањето, дека давањето на овие солуции на уста, овие орални раствори на минерали го скратуваат и чинењето и го скратуваат и престојувањето во болниците, а што за нас лекарите е најважно, ги намалуваат последиците. Така. Кои се најчестите причини за акутната диареја? Дали ротавирусот е главен причинител за оваа состојба во раното детство? Па, различни се причинителите. Порано се сметаше дека најчести се бактериските причинители, но денес се знае дека се најчести вирусните гастроентероколити и тука на прво место ротавирусот во високо развиениот западен свет. Тоа е типичен пролив кој што настанува во зимскиот период особено, се пренесува дури аерокапковно, му претходни неколку, значи по воздушен пат може да се пренесе, осем со нечисти раце, му претходни неколку дена фебрилност може, а потоа настануваат профузни проливи и повраќање. Какви се тие профузни проливи? Тоа значи многу течни столици во текот на 24 часа, кои сериозно може да ја нарушат општата состојба и детето, доенчето особено, брзо да дехидрира. Особено е сериозна клиничката слика во првите 6 месеци од животот, покасно е нешто поблага клиничката слика. За среќа има вакцина за ротавирусите и тоа во светот е веќе десетина години во календарот за вакцини воведена, сега и во нашата држава, и со тоа ќе се намали бројот на болни од овај причинител. Осем ротавирусот ротавирусот кој има и други вируси
не се значајни имињата, ги знаат пациентите, родителите веројатно ги читаат на порталите, Норвалк, аденовирус и така натака, но исто така се можни и бактериски инфекции, тоа во неразвиениот свет некако доминираат повеќе бактериските инфекции, Джерсинија, потоа кампилобактер, нетифусните форми на салмонела, шигела, може и некои протозои исто така да бидат причина за гастроентероколит. И во главном тие се докажуваат, причинителот се докажува со анализа на столицата на пациентот. Иначе, според клиничката слика, некогаш може да се посомневаме евентуално што е причинител, но никогаш не можеме да бидеме сигурни, затоа што различни причинители даваат приближно иста клиничка слика. И ви реков, најтешка е клиничката слика кај доенчињата во првите 6 месеци од животот, особено ако не се доени. Дали мајчиното млеко представува некаква заштита? Апсолутно. Од овие вируси? Апсолутно представува заштита за сите инфекции кои влегуваат низ гастроинтестиналниот тракт, благодарејќи на имуните тела што го дава мајчиното млеко, кое се вика уште и бела крв, те и Б лимфоцити, макрофаги, секреторниот имуноглобулин. Под дејство на мајчиното млеко се создаваат одредени сапрофитни бактерии кои се борат против бактериите кои се патогени. Овој филм на антитела кој што ќе го обложи гастроинтестиналниот тракт ќе спречи да биде тешка клиничката слика и на вирусните инфекции. Практично, ако е детето доено, во исто време кога ќе се разболи, го има и лекот, и помала е веројатноста дека ќе се разболи, и помала е веројатноста дека ќе има тешка клиничка слика ако ова дете е доен. Така, големи се бенефитите од доењето, сме зборувале многу пати. Многу пати сме зборувале. Кога зборуваме за децата кои што спаѓаат во онаа ризична група, споменавте бебињата до 6-месечна возраст, но дали има деца кои што се склони на брзо дехидрирање? Па не можам да речам дека има деца кои што се склони на брзо дехидрирање. Во принцип, зашто се опасни гастроентероколитите? Најтешката компликација е дехидрирањето. Зошто? Затоа што и така детскиот организам има поголеми потреби од вода отколку организмот на возрастните. Во просек на килограм телесна тежина има потреба од 100 мл вода во 24 часа по 1 килограм. Ако има 7 килограми, лесно може да се израчуна тие потреби. Најдобро е да ги земе преку мајчино, да ги задоволи преку мајчино млеко. Друго, во организмот на доенче, колку е помладо, има поголема количина на вода. Тука водата не е само медиум, туку е и хранлива материја во исто време. И тоа водата е сместена во неколку простори во детскиот организам, во клетките, надвор од клетките и во васкуларното корито. Метаболизмот е побрз, од тука и поголеми се потребите од вода. Има голема површина телото на детето, а мала маса. Од тука исто така се поголеми потребите и уште бројни други причини зарад кои има поголема потреба од вода. Бубрезите на едно доенче не се во состојба да концентрираат. Тоа е физиологија, тоа е развоен процес. Не може да ја задржат водата во состојба кога имаме потреба во организмот, а таа се губи преку столици и повраќање. И тоа е, ризикот детето брзо да дехидрира. И затоа треба веднаш да се реагира и веднаш нешто да се направи за да се спречи дехидрирањето на доенчето особено, а и на поголемото дете. Што треба да направат родителите во тие моменти? Дали после првата течна столица веднаш треба да му понудат течност, вода или пак УРС? Секако. Детето електролитен раствор. Што е незгодно, доенчето е зависно тоа дали ќе му понудите вода или не. Ако е на доење, треба да продолжи да се дои апсолутно во првите 6 месеци. Сега некои родители имаат дилема. Велат не смее млеко на диареја, а мајчиното млеко дали спаѓа во таа група? Апсолутно. Смее да се дои, тоа се ставови современи, дека треба да се продолжи со доење, а исто и доенчињата кои се на адаптирана формула
треба да продолжат да се хранат со истата адаптирана формула. Осем бенефитот заштитен од мајчиното млеко, од адаптираната формула тој бенефит го немаме, заштитниот ефект, нема такво својство адаптираните формули, но нутритивниот бенефит ќе го имаат, ќе внесат калории, кои што се неопходни во секоја патолошка состојба, како што е акутниот гастроентероколит, се зголемува потребата за калории, да не гладува организмот, да не се доведе во состојба на хипогликемија, која се исто така склони малите доенчиња и деца, затоа што немаат големи резерви на гликоген и затоа што тие така наречени механизми за неогликогенеза се недоразвиени. Значи, друго, се овозможува еден транзит на храна, било да е мајчино млеко или адаптирана формула низ гастроинтестиналниот тракт. Транзитот на храна значи движење на храната низ цревата и тој така наречен мотилитет исто така овозможува побрзо оздравување. Воспротивно, ако гастроинтестиналниот тракт мирува, ако не се храни доенчето, ќе настане бактериско надраснување. Ќе се зголеми бројот на бактерии, уште повеќе, веќе се работи за еден гастроентерит, каде што имаме вирусен причинител. Но тој ќе биде подлога за да имаме бактериско надраснување на бактериите кои се присутни и така во гастроинтестиналниот тракт, значи ќе се обезбеди добар мотилитет, ќе се обезбеди нутриција и детето не треба да се престане со исхраната, треба да се храни и да се пои. И најдобро е да се пои со овие орални рехидратациони раствори кои содржат натриум, калиум, бикарбонати и гликоза, капка по капка. Со кој интензитет? Дали е опасно доколку детето испие одеднаш поголема количина Не е електролитен опасно, дури раствор? ако поврати, не е опасно. Практично детето пие оноку колку што е жедно. Неговите потреби за вода ќе одредат колкава количина на течност ќе испие и не треба да му се брани. Во колку повраќа, треба да се направи обид да се временски да се ограничат периодите, помалце да се дава, па после 10 минути, повторно после 10 минути, повторно, евентуално за да се намали ризикот од повраќање. Ако детето многу повраќа, во болнички услови се препорачува поставување на сонда, назогастрична сонда, која што ќе обезбеди внес на течности преку сондата и тоа пак на овие раствори што ги имаме на пазарот за среќа, кои што ќе му обезбедат внес на потребните електролити, внес на бикарбонати, ќе спомнеме зашто, и внес на гликоза како калориски додаток. Бикарбонатите зошто? Зашто друг ризик при дехидрирање или при гладување е да организмот влезе во состојба на ацидоза. Ќе поговориме подолу во емисијата и за ацидозата. Кога веќе ги споменавте оралните раствори, нивното значење, родителите инсистираат во тие моменти на своите деца да им дадат капка по капка, лажичка по лажичка, тоа течност, но понекогаш децата се случува да одбиваат да ја испијат течност. Како да постапат во таков случај? Бидејќи има непријатен вкус, заблажени си, имаат вкус на банана, јаготка и слично, но се случува да одбиваат да испијат. Дали во една таква ситуација родителите веднаш треба да појдат во болница? Не треба да појдат, треба да бидат упорни малце, да се обидат, да го најдат начинот да го рехидрираат своето дете, што теоретски е лесно да се каже, но во пракса секако не е лесно да се изведе. Иначе, што се однесува до оралните рехидратациони солуции, тие денес се коригираат со додавање на различни суплементи, но се уште не е докажан ефектот на тие суплементи. Цинк се додава, глутамин се додава, не е докажано дека се поефикасни за рехидрирање. Значи, обичните рехидратациони солуции имаат предност, иако се непријатни, зашто тоа помалце е благо, помалце е солено и разбирам дека е непријатно, но ако е детето жедно, што е знак на дехидрираност, се разбира дека на некој начин ќе му ги дадат или ќе ги комбинираат со некоја храна која што детето ја преферира.
како банана, например, како јаболко пасирано. Значи, треба да се внесат, сепак да се инсистира да се внесат. Некои прават и некои алтернативни замени, даваат готова супа наместо електролитен раствор. Па не би ја препорачала готовата супа, особено за малите доенчиња. Има многу соли. Овие орални рехидратациони солуции се одлично избалансирани и во задните 15 години се работи на подобрување на нивната, како да речем, осмоларност, тоа или густина или концентрација на електролити и се одбрани најоптималните. Супата има многу сол, нема бикарбонати, може би е повкусна и може би може да се користи кај поголемото дете ако одбива. Но кај малите доенчиња ќе направите грешка, ќе се направи грешка затоа што ќе се оптерети бубрегот многу, ќе се внесе голема концентрација на натриум хлорид ако детето ја прими супата. Во овој дел на емисијата ќе ги отвориме и нашите телефонски линии. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате прашање поврзано со денешната тема, диареја во детска возраст, кај доенчиња, кај бибиња и кај мали деца и начинот на рехидратација, слободно можете да се вклучите во програми и да поставите прашања. Денешна гостинка во студиото ни е почитуваната професор доктор Стефка Груевска, педиатриски гастроентерохепатолог. Споменавте дека децата многу брзо дехидрираат. Кои се првите симптоми што родителите може да ги забележат дека нивното дете влегло во некоја состојба на дехидратација? Па обично аларм веќе ќе им биде ако поврати неколку пати, ако има покачена телесна температура, зашто изголемување на телесната температура е причина за дехидрирање ако има повеќе течни столици и некаде ако е дехидрирано до 5%, што се рачуна како лесна или лесна дехидратација, тие не ја препознаваат, но треба да му понудат течност на своето дете. Ако изгуби над 5% од својата телесна тежина, што во моментот и не може да одредат родителите, не го мерат, вознемирени се, некаде од 5 до 9% е веќе умерена дехидратација која ќе ја примета детето има суви пелени. Потоа набор, ако се направи обид да се направи набор на предниот абдоминален зид, да се подигне кожичката, и ако таа остане подигната, тоа значи дека е дехидрирано. Ако се работи за доенче кој има фонтанела, се палпира фонтанелата, ќе се види дека таа е упадната. Детето плаче, вознемирено е, но нема солзи, исто тоа е знак. Потоа некои прават обид со притисок на да се види каква е капиларната циркулација, со притисок со прст на кожата, ако за 1 до 1,5 секунда, кога ќе ја притиснете кожата побледи, ако се врати бојата на кожата, тоа значи се уште не е дехидрирано. Но сувите пелени, немокрењето, сувите очи, упадната фонтанела, јазик обложен, тоа се знаци и при тоа детето е сериозно вознемирено, има потреба за вода, има потреба за течност. Ако е веќе загубата на телесни течности над 10% од неговата телесна тежина, тогаш дури некојаш може да е детето и сомнолентно од вознемиреност, да западне во еден сон, се буди, поспано е, адинамично е. Тоа е веќе состојба која бара интервенција во болнички услови. Имаме гледач на линија, ќе продолжиме со разговорот, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам во врска со доенче, 4,5 месечно бебе. Така. Сега ситуацијата е обратно од диареја, моментално 7-8 дена веќе нема излезено по надвор детето, значи нема какано. Сега не знам дали тоа е нормално и доколку дена да се чека. Чека, да. А инаку напоменам дека детето си е весело, нема никакви знаци дека има некаков проблем. На доење? Така. Детето, бебето е ексклузивно е доено. Така. Ши немате практично проблем, затоа што мајчиното млеко е храна која во потполно се искористува. Ако детето нема столица и 10 дена може да нема столица, и тоа да не ве вознемирува, ако стомакот е мек, кога спие ќе го испалпирате, ако не е вознемирено, ако не повраќа,
Млекото е храна која се искористува и децата може да имаат, децата на мајчино млеко да имаат и 10 столици во текот на денот или ни една во 10 дена, и тоа е едната состојба е нормална и ова која што опиша гледачката е нормална, немате проблем. Споменавте дека децата кои што ќе дехидрираат и веќе се поспани, спијат постојано, потребно е да се рехидрираат во болнички услови. Какви се испитувања се прават во тие моменти и дали се работи само за обична дехидратација или пак понекогаш се комплицира ситуацијата со развивање на ацетонемија? Ситуацијата може да се комплицира различно. Например, ако детето не само да е поспано, туку може да изгуби свеста, детето да продолжи профузно да повраќа многу. При тоа ќе се постави сомнение дали се работи за акутен гастроентероколит или некоја хируршка кондиција која што е причина и за пролив или за диареја и за повраќање. Потоа може да се комплицира со менингоенцефалит, разни бактерии може да предизвикаат засегање и на нервниот систем. Така салмонелите, шигелите може да предизвикаат. Кај помалите доенчиња може да се манифестира и сепса. Значи различни се компликациите кои што може да настанат при во состојба на дехидратација. Но она што прво алармира кај овие тешки дехидрации, или не прво, него алармира е тешко длабоко дишење. Тешко длабоко дишење веќе ќе не упати на тоа дека организмот влегол во состојба на ацидоза. Што значи тоа? Се закиселила крвта, бидејќи снабдувањето на бубрезите со крв било намалено, редуцирано. Нема перфузија. Бубрезите многу брзо страдаат ако релативно брзо страдаат ако е пациентот дехидриран и не може да го исчистат, да речеме, условно организмот од киселите супстанции. Зашто човечкиот организам и организмот на бебето функционира нормално само во pH на организмот 7,35-7,42, што се едни тесни граници со многу регулаторни механизми, од кои што е значаен регулаторен механизам бубрегот, но и со дишењето, со ова отежнато дишење, се обидува организмот да се ослободи од киселите радикали, да речеме, од онаа грешка што ја има стално на порталите за алкализирање. Вака не можам да се ослободам, а да не спомнам дека е неточно, зашто организмот колку и да внесете алкали, кој има здрави бубрези, ќе го искомпензира. Ќе го искомпензира. Дали на децата кои што развиваат ацетонемија им се дава само раствор со гликоза или пак е потребно да се испита и нивото на бикарбонатите што споменавте на почетокот на емисија? Ако децата, ако може, се разбира, не секоја установа може да испита нивото на бикарбонатите, и ако се ниски бикарбонатите, тоа значи дека е детето во состојба на ацидоза и се рехидрира, дали со оралните рехидратациони солуции, со сонда или перос, или интравенски, ако не е можно да се рехидрира перос, но секако се додава и гликоза. Во тие инфузиони раствори има и гликоза. Рехидрирањето на организмот, што ќе обезбеди добро снабдување на бубрезите со вода, што ќе овозможи тие да работат нормално и да го ослободат од киселите супстанции организмот, внесување на гликоза и друга храна што ќе обезбеди добар нутритивен нес, па организмот нема да ги троши своите резерви и со тоа ќе ја надмине ацидозата. Значи, добро е ако може во тешките состојби да се одредат бикарбонатите, да се одреди ацидобазни, да се pH на крвта, да се одреди нивото на натриум и калиум, иако за среќа најчести се изонатремиските така наречени дехидратации, кога нивото на натриум и загубата на вода се еквивалентни и тие најлесно може да се искомпензираат со давање на овие орални рехидратациони солуции. Кога децата имаат проливи интензивни и повраќаат, најчесто родителите веднаш инсистираат од педиатрите да им дадат инфузија за нивното дете. Зошто педиатрите пак имаат поинаков став дека е подобро да се почне со орална рехидратација? Да, секако е подобро, зашто
Течностите ние ги внесуваме и кога сме здрави на уста. Значи пие колку што му треба, абсорбира колку што му треба исто така. Не постои ризик вие да го надхидрирате детето. При користење на венски пат, сепак постои тој ризик, осем траумата што ќе му ја направите на детето, осем можноста за да внесете инфект, за направите тромбофлебит. Најприроден начин е и во болнички услови со назогастрична сонда прво да се направи обид за рехидрирање. Осем, ако не се работи за некој посебен тип на хипонатремиска или најтешката е хипернатремиската дехидратација, кога треба да се дадат одредени раствори и кога се препознава според клиничката слика и кога е најдобро во болница. Но гастроинтестиналниот тракт ќе обезбеди најдобар внес, количина што ни треба, рестото организмот ќе исфрли и нема опасност од дури интоксикација со некој од овие раствори. Најдобро. Доколку детето интензивно повраќа, дали треба да му се даде лек против повраќање? Во детска возраст дали се прифатливи тие лекови? Па не се многу прифатливи. Знаете, сите клинички симптоми кои се присутни, повраќањето и проливот, организмот на некој начин се ослободува од она што го штетило. Не треба да се дават, но денеска има така некои посовремени средства, не ги има кај нас уште на пазарот, кои се даваат да се смири повраќањето. Но сепак, многу внимателно, не смеат родителите сами, треба лекар да каже зашто зад повраќањето може да се крие некоја друга кондиција, необичен гастроентероколит, може да има стоп во гастроинтестиналниот тракт, може да се работи за енцефалит, менингит, сепса или слично. Никако сами да не си даваме терапија. Треба доктор со искуство да рече да, овде може да дадете нешто за да помогнете. И сосема на крај споменавте дека бебињата кои што имаат акутна диареја треба да цицат, односно да пијат адаптирана формула, зависно од начинот на кој што се храната. Што е со поголемите деца? Дали треба да бидат ставени на диета со ориз, морков, компир? Па слично. Не треба да се инсистира на некоја ригорозна диета, да не биде многу масна храната, да не биде зачинета, но да биде за поголемите деца и доволно солена и доволно блага како што била претходна, иако нели во првата година не досолуваме, не засладуваме, но после да се хранат вообичаено, да нема рестрикција на леп, рестрикција на леп заради глутенот и така натака. Редукција и промена на исхраната може ако проливот трае подолго, односно ако се јават некои кондиции кои би ги нарекле во групата на постентеритичен синдром, оштетување на цревото, па не толерира пократок или подолг временски интервал известни хранливи материи. Прво доаѓа во обзир кравиото млеко, лактозата и така натака, но тоа е веќе друга тема. Так, за кое што ќе опатиме еве во едно од наредните гостувања, сме зборувале меѓу другото, сме начнале и уште само дали смеат децата да јадат храна богата со шеќери за време на диареја или тоа треба да се исфрли? Па храна пребогата со шеќери не треба никогаш да јадат, али да јадат здрава храна со толку шеќери колку што е дозволено. Так, оптимално. Оптимално, да. Професорке, ви благодарам што бевте повторно наша гостинка. Се надевам дека во едно од следните изданија ќе проговориме токму за овие нетолеранции кои што се јавуваат после акутен ентероколит кај децата. Ви благодарам на поканата. Ова беше се во денешната емисија. Гостинка во студиото ни беше професор доктор Стефка Груевска, педиатриски гастроентерохепатолог. Ви благодарам што не следевте. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.